Ajde, najdobte mesto da se povedete. Treba stolčenja se donесат. Малко да помине Гордана. Pa se. Izgleda nema nositor, nema premnogo dolga. I kartice Če vidim, Risto printač, praš. Andonovski Risto. Да почекаме малку да се наместат нашите почитувани делегати. Добар ден. Благодарност на овака убава бројка, би рекла, обичен, македонски, родолюбен народ. Еден поздрав за нас. Што сме доблесни да се собереме во една оваква импозантна бројка на вториот конгрес на македонскиот народ. Велам македонскиот народ, ова е во организација Конгрес на македонскиот народ. Првиот конгрес го одржавме некаде 6 април оваа година и ова е продолжување на истиот конгрес на наша заложба, една и единствена ослободување на нашата татковина Македонија. Во оваа пригода пред се сакам да се заблагодарам од срце, односно тоа е благодарност од сите вас кон нашиот татко, духовен татко, господинот Агатангел, кој што сесрдно ни помогна, не поддржа и учествува во организацијата на овој конгрес. Поздрав до владиката Агатангел, што ни го овозможи ова свето место, каде што сите се чувствуваме на посебен начин, возбудени, продуховени, затоа што ова место каде што нели и Бог на некој начин владее, ни ги покажува неговите патишта. Поздрав на сите вие кои дојдовте и на тој начин укажавте чест кон самите себе, кон самите нас, во желбата, отпорот, борбата и одлучноста за победа на македонскиот народ врз окупаторот. Поздрав на сите што го организира овој конгрес. Тука нема да именувам, ние не се именуваме, ние се чувствуваме сите дел од македонскиот народ. Ние сме тие кои што се бориме само и само за ослободување на нашата татковина. Од тука не би кажала ништо повеќе. Пожелувам плодна и успешна работа, да бидеме единствени, едногласни во одлуките и би дала збор на нашиот Гоце Гугуловски да го направи следниот поздрав. Ви благодарам. Добро вечер, почитувани браќа и сестри македонци и македонки. Ова видео што го пуштивме на почетокот на вечерашнава емисија на каналот Откритија Discoveries е од отворањето на вториот конгрес на македонскиот народ, кој што се одржа, како што известивме минатиот пат, на 23 и 24 ноември 2019 година. Во видниот збор конгресот го отвори нашата почитувана родолюбка македонка, народен делегат Елизабета Матевска, која што со многу убави зборови, точно како што и е вистината за околу целата организација и на самиот конгрес на македонскиот народ и народните делегати кои што зема учество на истиот, ја образложи дека тоа е во организација на самиот македонски народ, на обичните македонци кои што сите припаѓаме кон македонскиот народ и со сите придобивки што произлегуваат од нашите заложби, действување и активности кои што еве и сега ќе ги продолжиме си до конечно стварување на нашите заложби и цели,
се како дар за самиот македонски народ и за Македонија. Значи безусловна љубов, безусловно ставање на олтарот на македонскиот олтар и цивилизацијскиот на сите наши заложби кои што се за најблагородните аспекти на човековото живење и обстој, во овој случај на обстојот на македонскиот народ. Во тој дух би сакала сега вечерва повторно Елизабета Матевска, Чингарова да продолжи и да ги искаже своите ставови, мислења и видувања после четврта година од тогаш, односно после 3 години, и во контекст на актуелните состојби кои што се случуваат визави истите тие нелегитимни политики и ништовните договори што се склучија во име на македонскиот народ, а всушност против волјата на македонскиот народ. Повели Елизабета. Само момент. Да. Благодарам, добро вечер на сите гледачи кои не следат на каналот Discovery Откритија. Пред се сакам да се извинам на лошата снимка од мојот компјутер. Се надевам дека ќе набавам подобра камера и ќе се гледаме подобро. Значи, темата која начна Ана, таа е нашата, нели, прва и што се вели единствена, основна, борбата на македонскиот народ за враќање на државата Македонија во рацете на македонците, но и како држава, матична држава на сите македонци во светот. Тоа е, значи, покрај тоа што е тоа желба и парола на македонскиот народ, тоа е и моја лична парола и заложба која што сум си ја поставила како водилка во мојот ангажман, можам да кажам, повеќе е тоа љубов отколку е што тоа политика. Неизоставно е да се спомене дека утре, значи 4 февруар 2022 година, се навршуваат 150 години од раѓањето на нашиот најголем, најмаркантен револуционер Гоце Делчев, со неговото, ќе речам, кодно име Даскало. И ќе се потрудам да најдам врска со неговиот лик и дело и преку да направиме едно видување преку неговото дело и она што нас денес не се случува. Значи, да одадеме почит, едно чествување, еве во оваа прилика, апелирам, ги повикувам сите родолюбни македонци и утре, значи на денот на раѓањето на Гоце, да излеземе кој може најде која во состојба со време здравствено и така натаму, на гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас. Има и кажување дека некои ќе одат и нели на споменикот на Гоце во паркот. Сега во колку часот ќе биде тоа организирано, јас навистина не знам, со оглед на тоа што, значи, ќе има, еве, слободно можам да кажам, богохулење од страна на нашите власти со нивните пријатели од источниот сосед. Предпоставувам дека ќе биде доста обезбедено и затворено, па секој нека се испланира на каков начин може да пристигне таму и во кое време. Значи, овака би
напишав денеска еден текст и го објавив на нашата страна на родина на Facebook и на други страници во врска со Гоце. Значи, Гоце како лик е чисто, како да кажам, е вистински примерок, редок примерок, типичен, но редок примерок на македонската револуционерна борба и можеме да кажеме дека тој честно, одважно и самостојно ја продолжи славата на Александар. Многу минати речат каква врска има Гоце со Гоце Делчев Даскалов со Александар, но во понатамошното моје говорење, па експлицитно ќе го прикажам. Значи, што се однесува до Гоце, за делото на Гоце, тука повеќе, мислам, за неговата биографија, не би зборувала посебно, тоа би го оставила на историчарите и има многу напишано, ретко кој не прочитал, ретко кој не е информиран за животот и делото на Гоце, но тука само ќе ги подведам неговите најзначајни и најкарактерни значајни црти од неговиот живот, кои што ја карактеризираат борбата на македонскиот народ. Значи, тоа е олицетворение на се она што го носи македонскиот народ во своето вековно борба за самостојност, нешто што го носеле многу одамна како продолжение на сето она што се случувало во минатото. Значи, првото и основно е да кажеме дека во исто време, додека соседите коленичеа пред белосветските дворови и бара наследници, овие ненаследници, се извинувам, бара владетели за да ги спасат од турското робство и да го оформат држава. Во истото време македонскиот народ се бореше самостојно. Значи, не потпадна на притисоците од страна на западните сили и од соседите. Нашите борци длабоко и вкоренето го носеа еонот и гласот на минатото, кој што ечеше во нив исто така како што ече и во нас, наследство од предците, како нераскинлив дел од времето на Александар и пред него, тоа е чест, посебност, после тие карактерни одлики, гордост, родолюбие, познатата Александров космополитизам, просветителство, светителство, култура, традиција, посебно презир кон угнетувањето, угнетувањето, непокор, но и трпение и големо, како да кажам, значи смирение во несреќите. Тоа е една од македонски карактеристики, кои што ете ги негуваме и ние ден денеска. Секој ќе рече дека сето ова не се удира од глава, но тоа е суштинското во сите нас, тоа е нераскинлив дел од секој од нас и е длабоко врежано во секој вистински македонец, тоа би го нагласила. Многу ни е јасно зошто сето тоа се случува. Барем последниве години тоа и се разотвори, зошто толку немилосрдно западните сили и соседите удираат од нас, по нас, мислам, се извинувам.
разјаснување на целата ова ситуација што ја следи Македонија, тоа е што непријателот, јас еве и повеќето ги викаме темните, а ние сме нели светлите, тие што носиме разум и гледаме светол поглед. Со светол поглед го гледаме преку светли очи. Парадигма на светлина е нашето согледување на светот. Значи, тие веќе пред 2 и повеќе милениуми веќе имале намерачено Македонија како тема за освојување и дошол моментот кога успеале да ја оплячка, да ја речат се што е богато, да однесат од ова тло и на тој начин да го издигнат нели Рим. Меѓутоа имало толку богатство во Македонија што не можеле нели и градовите да ги пренесат, освен тоа што можело да се пренесе, а тоа што не можеле да го пренесат го разрушиле и длабоко го закопале под земјата во заборавот на вечноста. Но тука мораме да нагласиме колку семето е подлабоко закопано, толку подолго вечно рти и изникнува од мајката земја, Ма Македонија. Ма Македонија е таа која носи пород, која го раѓа новото, тоа што постои како база доле, а таткото сонце го облева со светост и светлина, нешто што е наша карактерна црта, и тоа никогаш нема да замре, колку непријателите да се моćни и силни. Затоа и соседите, без разлика дали се блиски или оние подалечни слугници, длабоко ја чувствуваат опасноста од еден стар просветлен народ македонскиот, односно од македонизмот. И еден наш Гоце, тој Гоце Даскалов, е еден исклучителен македонец, истински екземплар на македонската револуционерност и во целост го сослужува епитетот чесен наследник на Александар Македонски. Значи, тој го носи она што го носел, што ги носат сите предци пред Александар и после Александар, значи македонизмот, каде што се негува семејството, каде што се негува родот, каде што се негува позитивното, светителството, просветителството, значи духовното. И затоа Гоце не отишол да коленичи, не само Гоце, зборувам и за сите нели револуционери, војводи, комити, борци, македонци, македонскиот народ не отишле да коленичат во белосветските дворови да им дадат некој таму кнез, крал или војвода или кој да е, затоа што не им прилегало. Зошто не им прилегало? Затоа што тука живеел и се родил најголемиот крал над кралевите, царот Александар Македонски. Додека тука цвета културата и науката, философијата, животот кој се базирал на заштита на народот од благородниците, значи една посебна македонска карактерна црта, дали приличало на еден македонец да оди да коленичи во едни дворови германски, англиски или чии да се, кога во времето на Александар тука цветала културата, а таму оделе со кожи и вокал. Зарем приличи на еден македонец да донесе крал со едно такво потекло кое што не прилега на нашите културни, македонски, на нашите традиционални и внатрешни исконски
карактерни црти. Значи, тоа е базата која што никој не може да ја разбере. И затоа не е чудно што сите се габаат за територијата на Македонија, а никој не сака да го превземе македонизмот. Зошто не сака да го превземе македонизмот? Затоа што тој не им прилега. Значи, тие не го носат во себе, не го носат во своето срце, во својата душа, во своето потекло, во својот ген. Значи, за да го носиш македонизмот, треба да си, се да не делува малку, како да кажам, од високо да гледа, но тоа е нашата карактерна црта, што ретко кој на земјава ја има, освен поединци во светот, но со тоа никој народ не може да се пофали дека има таква дека тоа нешто го носи со себе, врежано, нешто што тиечи во душата, во ДНК-та, во крвта, во самиот себе, значи тоа го носиш подсвесно. Затоа тие се грабат за територијата, но никој не го превзема македонизмот, едноставно не ми прилега. Дека Гоце е вистински наследник на доблеста на Александар, го гледаме и во неговата реченица, која што е навистина за тоа време посебна авангардна мисла, кога вели, јас го разбирам светот како поле за културен надпревар меѓу народите. И тоа е едноставно како на некој, еве на соседите, како да си им удрил еден аперкат и тие не можат да се освестат после тоа. И затоа наједноставно им е да си го присвојуваат, еве. Например, актуелни се преговорите договорот со Бугарија и повеќе од јасно е дека нивната историја е чист фалсификат, без разлика што се преговара, се збори за некаква заедничка историја, поим кој што не постои в светот, заедничка историја на Македонија и Бугарија, значи заедничка историја може да има на Балканот, може да има на Европа, може да има на светот, може да има заедничка историја во определени историски периоди, но не може да има баш заедничка историја помеѓу Бугарија и Македонија, значи како со нож пресечено. Значи, тоа е дека ако тие не си го присвојат еден Гоце, ако не го присвојат македонизмот, македонската историја, просветителството, ако не го присвојат базата на јазикот, на словото, родословието, што би им останало повеќе на нашите драги соседи, освен во логази да трчат низ територијата наречена Бугарија. И сега знаеме дека утре ќе дојде некоја делегација од Бугарија, наводно ќе го чествуваат денот на себото раѓање, но тоа чествување не допира до нас македонците, напротив, не разгневува и многу не растажува и не лути. Но тоа не допира ни до Гоце. До него, до Гоце даскалот во височините небески, допира само искреното и од срце и од душа почитување од македонскиот народ. И за сега можам да кажам, Владислава Гоце Македонецот, кој честно и одважно и самостојно ја продолжи славата Александрова. Благодарам за сега. Благодарам Елизабета, да, вечна слава на овој непрекален, голем македонски великан, револуционер, кој што бил на вистинското време, на вистинската страна во дадениот момент кога и било потребно на Македонија, на македонскиот народ. И еве ние на некој начин да кажеме дека се одолжуваме со тоа што и те во интерес и за заштита на
правата, на интересите национални, државни на македонскиот народ и на Македонија, продолжуваме, всушност го одржуваме тој континуитет на македонскиот отпор и македонската борба за слобода и опстој, што е еден вечен и неизгаслив идеал на секој народ и на секој човек, всушност, да биде слободен и да живее, да обстојува, па и во вечноста. Јас би се надоврзала сега во однос на ова кажаното и во контекст на тие ништовни договори кои што се склучени од македонска страна, гледаме дека таа е нелегитимна и антимакедонска, со соседните држави. Всушност, тие договори имаат толку многу мани, значи по самите меѓународни норми и меѓународно, односно договорно право, тие се ништовни. Тоа ние го фативме и на вториот конгрес и во целиот наш македонски отпор го кажуваме на сет глас, значи не отстапуваме воопшто и ќе продолжиме да не отстапуваме се додека тие не се поништат, односно не се прогласат ние ги прогласивме за ништовни, меѓутоа ќе треба да се поништат на внатрешно домашно ниво и на меѓународно ниво, според договорното право, ќе треба во одредена постапка и процедура која што е предвидена за тоа. Кога спомена дека твојата активност е од љубов, а не толку од политика, точно и така е, точно и таа македонска родолюбна светла парадигма што ја кажуваме стои наспроти она што е геноцидна парадигма, уништувачка, коруптивна, нелегитимна и на сите начини обоена, значи со антивредности, со кои што насилно се делува врз еден народ, конкретно врз македонскиот народ во овој момент, врз Македонија, иако е тоа според сите меѓународни ускогенс норми недопуштливо, недозволено. Затоа сме зборувале во многу наши емисии, обраќања и на многу настани во Барање, тоа кажано е од многу македонски родолюби експерти, еве тука ќе ги споменеме по кој знае кој пат и повторно ќе ги спомнуваме, професор доктор Игор Јанев, професор доктор Тања Каракамишева, еве актуелно е што пред 2 дена и беше одбиено барањето од Уставниот суд, со кое што таа бара да Уставниот суд едноставно одлучува по нејзиното барање со кои се кршат индивидуалните права како на македонка со ништовните договори, односно со спогодбата од Преспа. И сега во тој дух, значи ние цело време ги поддржуваме и заедно е таа борба ја водиме на тоа ниво и на стручно и на научно и на народно и со сите досегашни наши активности, иницијативи и ќе продолжиме. Еве може да ја поканиме и професор доктор Тања Каракамишева, таа да образложи околу таа своја прво беше тужба која што ние од кампусот ја поддржавме. Тоа требаше да биде масовни тужби кои што почнавме да ги доставуваме до основниот суд. Меѓутоа повторно настана некои проблеми, па и поради недостиг на финансиски средства, бидејќи сите треба да бидат поединечно поднесени, не видовме во тој момент и колективна една тужба можеби требаше, доколку на тој начин сепак си ја водеше таа постапка доктор Тања Каракамишева. Значи тоа може да се продолжи, еве сега се исполнија тие услови, за жал, меѓутоа сепак ќе оди на повисоко ниво пред
Европскиот суд за човекови права во Страсбур, каде што има и други наши барања, тужби, еве конкретно и ние поднесовме исто така апликација, односно тужба пред тој суд, откако претходно ни беа одбиени кривичните пријави против потпишувачите на овие нелегитимни ништовни договори, значи двата договори, Димитров Кодзијас за Преспанскиот и Заев Борисов кој што го потпиша овој договор за добрососедство со Бугарија. Последиците ги гледаме и тогаш ги предвидовме. За жал, ете се уште тие на некој начин ги спроведуваат тие договори, иако тие немаат правно дејство. Во тој дел сега само би кажала, а тоа не сме да го заборави никој, Родолюб патриот, односно ниту еден представник, припадник на македонскиот народ, кога станува збор нели за оваа проблематика, дека според меѓународните јускогенс норми, според меѓународното право, не може човек да се откаже од својот идентитет. Значи, тоа и да сака не може, затоа што тој идентитет е граден од сите претходни негови претходници, значи генерации и поколенија, и треба да се пренесува нели со самото раѓање постоење на идните генерации. И ниту еден поединец, а уште повеќе ниту една власт или било каква политика не може да го смени тоа. Значи тоа е нешто што е норма, кое што доколку се крши повлекува санкции против сторителот на кршењето на нормата, а не обратно. А ние видовме дека овие договори се потпишува под присила, значи под уцена, под диктат и така натаму, под влегување во сомнителни коруптивни и криминални дејства на овие наши политичари и функционери, кои што со право, значи можеме и сега да ги кажеме, и објективно е така, дека на овој начин, склучувајќи вакви договори, спроведувајќи вакви неодржливи, нелегитимни политики, тие се на некој начин се покажуваат како не се прикажуваат како достојни нели припадници на својот народ, ниту пак како функционери кои што имаат доблес интегритет, туку се потврдуваат како приучени, значи политичари, како недоучени или неспособни во било кој поглед, затоа што тие вршат плюс, значи на тоа згора, една тешка манипулација, не само манипулација, туку може да се каже и измама, што е и кривично дело, а вака колоквијално, нели народски кажано, значи тие пласираат веќе со години, еве да речеме, а може и наназад со децени, континуирано лаги околу самиот статус и начинот на кој што тие треба да ги решаваат прашањата кои што се од највисок национален и државен интерес, онаму каде што треба да се води, што често слушаме реал политика, меѓутоа реал политиката застанува во заштита на својата држава и на својот народ, а не наспроти и во негово уништување. Значи тоа се само едни празни флоскули што тие ги употребуваат за да звучи дека нели е нешто добро, напредно и така натаму, а во суштина гледаме и еве и самиот народ кој што не е обучен, не е едуциран, може да ги види тие манипулации и да го прозре ова нелегитимно, значи
ништовно, како да кажам, манипулирање и експлоатирање на самиот народ и на државата, се до тоа да го обесправи. Значи, да му ги одземе сите атрибути и да го, на некој начин, да го уништи. Ова го кажувам, значи, аргументирано, затоа што и минатиот пат, кога зборувавме за политиките, зошто се вакви, нели, од соседна Бугарија, официјалната политика, видовме дека тие, таа своја стратегија што ја тераат, што има навистина мрачни, како да кажам, основи, ајде така да кажам, како што тие си замислиле дека треба да водат кон соседот и да го присвојат на некој начин и да го асимилираат својот сосед, односно македонскиот народ, гледаме дека тие биле прифатени. Значи, не се од сега од договорот сега што е склучен од Заев Борисов, туку се децении нанапред, значи со првите, како да кажеме, од осамостојувањето на Македонија, од првата гарнитура на власт, значи тие се на некој начин припремани, прифатени од домашните политичари, кои што не требале во никој случај да прифатат да влегуваат во такви договори и во некои декларации и потпишувања со кои што го ставаат својот народ, нели, пред тој предострел, едноставно во редот, каде што ќе биде уништен, ќе биде отстрелан. Така што тоа најавата на вечерашната емисија, нели, за родолюбна парадигма наспроти онаа геноцидната велепредавничка парадигма, е токму од тука да се воспостави таа дистинкција, значи разлика на оној чист родолюбен дел од македонскиот народ, кој што е мнозинскиот народ, кој што е некорумпиран, кој што си ја сака државата, кој што и кога е на некоја позиција или ако има представник негов каде што може да одлучува исклучиво за доброто и во интерес на својот народ, од оној дел кој што не му припаѓа, како што кажа Елизабета, тие се темни, значи немаат исти критериуми, немаат исти вредности, немаат иста побуда за да можат нешто да му направат, нели, добро, затоа цело време гледаме од лошо по лошо. Значи не одиме напред, не се решаваат позитивно во добра насока овие проблеми што ги имаме со соседите, туку се мултиплицираат и на крај едноставно во името во наше име, на македонскиот народ, тие го прават нашето уништување. Значи, тие неодржливи политики, кои што се нелегитимни, антимакедонски, едноставно треба да прекинат. И не може тие да ги прекинат, затоа што тие се дел од нив, тие се дел од проблемот. И тука доаѓа таа новата парадигма. Значи, неа може да ја развие, да ја носи и да ја остварува, да ја реализира само оној родолюбен, некорумпиран дел од македонскиот народ, кој што е мнозинскиот, кој што ги трпи сите овие, нели, неправди и кој што се уште стои на нога и се бори и ќе продолжи да се бори. Аргументите за ништовноста на договорите, потоа може и да ги образложиме. Ќе имаме и серија од овие емисии, ќе посветиме на оваа проблематика, нема да заврши со вечерва. Меѓутоа, еден од аргументите е, например, дека меѓународен договор кој што е обврзувачки, треба да има одредени елементи за да биде обврзувачки. Значи, оваа спогодба, како што е наречена конечна спогодба, или на англиски јазик final agreement, значи, може да биде обврзувачка, меѓутоа, доколку ги содржи потребните елементи,
што ние ја анализиравме дури на денот на само потпишување, ве се сеќаваме сите пред собранието на блокадата, значи член по член анализиравме, тоа има и видео тогаш, па и на крај ја спаливме, значи таму ги нема потребните елементи, ги нема за да биде обврзувачки меѓународен договор, каде што ќе не обврзува и нас, да речеме, како втора страна, таму не сме ни именувани, каде што ќе има правно дејство. Значи, тој ги нема тие елементи, не може да биде обврзувачки, покрај тоа, значи, не е валиден меѓународен договор кој што уредува оваа материја, а е подпишан од министар за надворешни работи. Значи, според нашиот устав, македонскиот устав, такви договори може да подпишува само председателот на државата, на републиката. И има јасно кажано какви се други меѓународни или билатерални договори може да подпише или влада, или министер, меѓутоа договор од овој тип во никој случај не може да биде со подпис на министар за надворешни работи, да биде валиден, значи ништовен. Самото тоа го потврди и тогашниот председател Ѓорѓе Иванов, кој што одби да го потпише указот на законот за ратификување на оваа спогодба, каде што го наведе истото и уште многу други членови од уставот кои што едноставно го спречуваат како председател да го потпише указот. Значи има многу проблематики конкретно околу оваа конечна спогодба позната како Преспански договор и тоа е се уште отворено прашање. Значи за нас македонскиот народ тој останува ништовен, значи невалиден и треба да биде едноставно поништен од тоа треба да го направи на власт народна, меѓутоа се додека тоа не се случи, важно е македонскиот народ да знае дека таквите ништовни договори немаат правно дејство. Значи, доколку се држиме до тие востановени меѓународни норми, според меѓународно договорно право, а тоа е меѓународен, значи договор, Виенска конвенција, која што ги пропишува сите услови на валидност, ништовност на вакви меѓународни договори, ние едноставно ги имаме сите аргументи и можеме со полно право на сет глас да укажуваме никогаш тие да не бидат почитувани. Иако гледаме дека од политичарите, дури од врвни експерти, тие договори кажуваат дека бидејќи веќе се постојат, на некој начин се склучени, дека мора да бидат почитувани. Меѓутоа, никаде, па и во Виенската конвенција за меѓународни договори, не стои дека ништовни договори треба да се почитуваат. Така што на овој начин македонскиот народ, принуден од маката и од љубовта истовремено, да се извлече од оваа жива песок, кал во кој тонеме секојдневно, тој повеќе успеа да остапи, односно да остане простум сите овие дејанија кои што со години континуирано репресивно се одвиваат врз нашата глава, врз нашите животи и на некој начин во недостиг на една здрава, да кажеме, добронамерна или во вистинска смисла на зборот напредна политичка елита, самиот народ стана таа авангарда. Значи, и повеќе од она вистинска интелектуална, научна авангарда,
кое што секогаш, па и во македонски услови, еве и во времето кога Гоце Делчев действувал, била на повисоко, на позавидно ниво, одо што денеска. Секако се разбира со чест на исклучоци, меѓутоа секогаш треба да го имаме предвид духот на времето. Значи во 21. век да не се абсолвираат највисоки вредности до кои што се дошло во меѓународното право и тие меѓународни норми да бидат учен наш за секој, значи за секој, тука зборуваме и за другите држави, еве да кажеме, во рамки на Обединените нации, кои што се должни да укажат и да постапуваат според истите норми, доколку приметат дека на некоја земја или народ им се кршат. Ние тоа го баравме и во барањето од Обединените нации, што беше една од одлуките на вториот конгрес на македонскиот народ, каде што баравме да постапуваат тие согласно повелбата на Обединетите нации, каде што сите држави членки се обврзуваат да застанат во одбрана и заштита на другите членки на кои што им се кршат овие загарантирани, значи норми, односно права кои што се познати како jus cogens норми. И во таа смисла, уште еднаш да кажам, дека за разлика од многу меѓународни договори, кои што не се обврзувачки, меѓутоа си ги исклучуваат дали меѓу билатерално или мултилатерално државите, или во сојузи кога влегуваат си се почитуваат нели тие одредби, да кажеме дека повелбата на Обединетите нации од 1946 година е меѓународен обврзувачки договор. Значи сите членки на Обединетите нации, во кои што се и овие наши соседни држави, во кои што е и Македонија, имаат обврска на тој начин да ги почитуваат за гарантираните норми и права на другите народи и држави. А што се случува со овие договори ништовни? Значи, ајде нека кажат сега и политичарите и експертите која е аргументот, која е причината да продолжиме да удоволуваме не ние, туку оние кои што во наше име ги носат од тие одлуки и ги подпишуваат такви ништовни договори, да продолжиме да правиме отстапки, да даваат се, да распродаваат на пазарот на нивната политичка парадигма која што не вреди ни 5 пари, која што со ништо не е одржлива, која што нема никаков аргумент тоа да се случува, меѓутоа, бидејќи таа е од тој извор, од темниот, од коруптивниот, од само пари, нели за нешто, а не се води сметка дека со пари не се купува и не се продава најмилото, најсветото, значи нека одговорат кога сметаат дека треба да стават стоп, да стават крај на тие нелегитимни политики. И уште само би кажала, како што каже Елизабета, еве за Гоце Делчев не сакаат, да речеме сакаат да присвојуваат, меѓутоа суштината, сршта на македонството не сакаат да го носат, затоа што тоа е тежок крст, како да кажеме, кој што за нив е туѓ, за нас е нашиот и ние си го носиме, и еве да прашаме зошто тие не го опеале македонскиот народ, не ја опеале Македонија како што македонците си ја опејуваат, како што си ги опејуваат сите своји револуционери. Зошто тие, например, не организираа конгрес на македонски народ? Нели тој народ таму е Македонија? Зошто не се грижат за Македонија, ама она мајка што ни е на сите нас, а сакаат да ја уништат? Значи, кога ќе тргнеме од тој аспект, кога ќе ги спротивставиме овие тотално спротивни, диаметрално спротивни парадигми на обстој, на начин на делување, на
едноставно визија кон иднината каква треба да биде и кон што треба ние да се стремиме како народ, значи како поединци, ќе видиме дека ова што ни се нуди за напредок, за прогрес, значи едно покритие само, значи тежок превес на најголемите црнила што стојат по тоа, на злите намери, на действото на тие темни, геноцидни, монструозни и секакви други сили, а не е никаков напредок или нешто кое што ќе не води, еве да кажеме, во ЕУ или да влеземе во некој друг сојуз. Тоа име, како да кажеме, изговор, а по тоа не постои ништо друго, па барем да ги достигнат и европските вредности. Значи, тие европски вредности кои што се, да речеме, и на цивилизацијско ниво утврдени, прифатени како нешто добро, демократските највисоки вредности, доколку ги практикуваат, до сега немаше ние да бидеме народ избришан или коси црти. Значи, ние како народ се залагаме тука да ги оствариме во нашата Македонија, меѓутоа не можеме да ги оствариме тие највисоки вредности до кои што дошло човештвото после многу војни, после многу повелби донесени и така, за да нема повеќе војна, ние не можеме да ги оствариме, затоа што овие политичари кои што се на најниското ниво, значи најкорумпираниот дел од општеството, не дозволуваат овдека да виреат тие вредности. И сега ние прашуваме дали такви какви што се нудат, какви што се развиваат овде политиките, ќе им користат и во Европа, и во Западна Европа, и во било која земја. Слушаме деновиве, конкретно за ковидот, нели, забраните што важеа. Една од најнапредните европски земји, Данска, ги укина веќе сите рестрикции. И маските ги укина, и тие пасош ковиди или за вакцинирање, значи да не лицитираме, да не манипулираме со највисоките вредности што ги создало човештвото. Дали тие се македонски, дали се европски, дали се шведски, дански, англиски, значи тие како највисоки се критериумот, реперот за нашето ниво на напредок. Овдека не се случува тоа и не се негуваат тие вредности. Значи, ова го зборувам и лично, меѓутоа и како народен делегат, да престанат повеќе овие нелегитимни политики, затоа што овдека во Македонија тие што ги спроведуваат се далеку и од европските и од цивилизацијските вредности кои што македонецот знаел секогаш да ги почитува, да ги развива и да дава свој придонес. Еве и ние го правиме на тој начин, меѓутоа за жал нашиот глас не допира далеку, па ни до самиот народ меѓусебно, затоа што не сме присутни во медиумите, значи на друг начин, освен со овие наши вакви канали, интернет подкасти, така да кажеме, кои што ни овозможуваат на некој начин да не замре гласот на македонецот. Јас толку би имала во овој дел, затоа што навистина револтот е голем, и доколку вака се продолжи, без да се настапува аргументирано и од страната на народот, меѓутоа и од страната на тие кои што во име на народот носат одлуки, ние нема да бидеме овдека земја или општество кое што ќе биде на добриот пат не само за понатаму за развој, туку и она што ќе го имаме, веќе за кратко време ќе го уништиме на овој начин. Тоа не треба да го дозволиме и секој македонец совесен, самосвесен ќе треба, поаѓајќи од себе,
Најпрво, да не го заборави тоа. Која е нашата должност, за да можеме да си ги оствариме нашите права и слободи. Благодарам на вниманието. Ова беше еден мал дел околу овој аспект, кој што има уште многу подробности, за да можеме ете така да ги образложиме некои нешта кои што се ставаат под тепих едноставно и од овие официјални политики што се водат. Да. Повели Ристо. Ще извинам. Јас прво да ве поздравам. Вака размислувајќи, слушајќи, onda да ги поздравам сите што не гледаат и сите што ќе ни помогнат да се избориме за она што живееме, сакаме, најче ти. Јас вака да се осврнам, рековме нели на сега моменталната политичка ситуација во државата, навистина едно три работи или избори. Соработката со бугарската влада и нашата, нашите борци за НАТО и моментално славењето со Конституција, ќе изнесам својот став, онака како што го разбирам, како што од многу слушања, многу различни видувања за нешто и ќе изберам јас како да го кажам тоа. Сега да речеме соработката со бугарската влада и она сето нешто не е необично, не е непознато. Овдека се води на она, да речеме, подмолно, како некоја река која што е понорница и еден ден ќе дојде и само ќе го сруши тоа сето што е градено, а она е пуштена така да води порека водата и да виси. Јас еве како гледам тоа. Ние во Македонија уште во самостојувањето од 90 години нааму имаме неверојатни контраверзии, проблеми, неразбраности, а и председателот што беше на државата некако барем мене ми се личеше дека него го браја лисец, не знам, не одговори на нашите потреби во тој момент со асиметричната федерација што требаше да се прави со она, па со лагите за водните нации за 3 месеца дека ќе бидат сменењето на името, па и сите оние другите работи што се правеа. Ние имаме и уште еден проблем, ни остана од Титовото време на младите светот останува и меѓувремено кога беше Григоров преден и се старец недека 80-те години, на него го дојде едно голобрадо дете, онака некој непознат, непризнат и недоличен поет, кој што првото работно место го беше од председател на влада. Околностите така го дале тоа. За наша несреќа, после тоа се направи владата на Клисе Биона, многу кратко траеше, а тој парламент изгледа беше малку, беше подобар и пореален, него она тој циклус се што ги гледаме и да не речам да не се изразам и други не слушаат со некој погарден збор. Што сакам да кажам со тоа? Со тоа сакам да кажам дека денеска лукративните, паричните и другите безмедиторен систем во Македонија, ние и немаме некоја шанса. Немаме. На вистина се оди на безалтернативно
тука се сите измерени работи. Ние не можеме, немаме сито да ги издвоиме и да видиме што е во тој момент актуелно. Замислите, овај новиот премиер не е ни нов, он, али е од старата номенклатура, од СДС и неговата коалиција со ДУИ поготово. И сега тој новиот од 4 дена и Петков се фали премиер Кирил Петков на Бугарија живе, дека од 4 дена посветил дука. Јас ќе го видам и проблемот од дадешна страна. Овие 21 како беше на харвардски учен човек, студент или преучен и на сето, и онај другиот ќе отишол еден ден на курс од истиот состав. А во светот харвардските и сите биле многу владетели во западниот свет. Но не му донеле среќа на простор на земјата топка. Него бара се и повеќе да го експлоатираат онај што има, да му го земат, па дури нас сака да ни го земат и името, и достоинството, и идентитет. Сега, ова понатака, ако одиме, да не одиме многу и да не заглавуваме во тоа, ова влада, ние можеме се да зборуваме одлично вие двете ни објаснивте некои работи и ги образложивте онака за да ни влезат во душата и срцето, но без отпор, масовен отпор кога ќе дојде, односно масовниот отпор може да дојде веројатно со некоја друга влада. Ова влада ќе гледа да го истина тоа до крај како што го истина со НАТО. Сега тоа дојде до НАТО. Нашата министерка, како едната што се сликаше таму со погрешни знамиња и по авионите, ова другата толку е спремна и силна, па уште и славјанка се вика, како окепа панславизмот, кој што рекојаш нешто значи. Во тој панславизм се уште ние сме православни, таму припаѓаме. Добро е што нашата црква се откажа од мајчинската или сестринската бугарска црква и се зачути тоа сега, а ние, например, за тоа и црквата се приклучи на резолуцијата што црквата, факултетот, универзитетот, или и така, се направи нешто, али тоа е некакво онака, само да се направи, ние они нема да го спроведат. И во суштината, кога зборувавте и за Каракамишева и политичните борби на овие луѓето и сето, ништорни се кога критериумите во меѓународното право има двојни се аршините и силата го решава проблем. Ако земаме ние од тоа, и Франција не го има верифицирано тој договор за малцевски права, за сето што се прави за општета, за човековите права и а она е таа една што не изигрува и тешко ќе биде. И сега околу НАТО ние сме биле спремни, а таква да изиграваме, небото го даваме на најголемите наши крвнички непријатели. Небото да го чува. Па по-добро едното авионче Сухој и две што беа во победата што изгубивме на Маса 2001 година, по-добро ќе беше. Или тракторите овие за пожар гасени. Може ли да дозволиме небото
свето, многу контраверзи, многу различни мислења имаше во просторот. Задниве 2 години, дури таму се отиде дотално дека бугарите и овие другите што во пијанот се за добрососедските односи, односно уништувачките односи за македонскиот народ, се отидува до таму да кажат дека Гоце Делчев бил од типот на Че Гевара и се борел за ослободување на цел Балкан, па и Бугарија и ние овој што го потпиша договорот, министерот и сега што гледавме на колумна што ќе правил он, ќе се преиспитал дали може да направи. Тој не може ништо да направи. Тој направи една најголема штета за македонскиот народ, ја испусти историјата од античките македонци и она, а он пак потекнува од таму, он и неговиот татко, избеглица дојде да упропасти она својата земја таму. И сега тој, како антички македонец, може да биде попод таа поделба, а овие другите се мислам дека околу Гоце Делчев прославата и она се неможно е. Јас кога се учил историја на времето, за нас Гоце Делчев беше пролет после зима, човек кој што направил толку нешто за македонскиот народ со својата борба, па дури и со погибијата таму од предавствата и она се што се случувало, ние, ја не можам да го замислам. После по-возрастен станат, почнав да читам и нешто друго и рои од раскази на луѓе што она, затоа што кога Мицковски оди во Ташмаруништа, јас знам зошто оди, по тој крај. Оде таму некој подалечен роднина бил во Христов Дунов, пештенал само 10 томики, да речем, и така е загинат, 11. Но, гледате, дека се одаде некој почет. Не, тој треба да види на кормилото кај што е тука. И он, еве, денеска, во некоја случајност чека, неќе да го активира ВМРО-то, како, па што таму она крилото, што е, не се слагаат со него, пака, од слободна дискусија се луѓе. Не може тој мирољубив негов начин и однос. Веројатно он чека американците од кавето да го стават него и ода сето другото. За нас, но денеска, нешто малку ме изненади, не со она интервјуто, толку колку што ете со амбасадорот на Русија направил еден разговор и му кажал и тој дека ние со врските, пошто сме во НАТО и така. Пругата за Бугарија, што рекоте, може да се направи кога ние ќе се префрлиме и на исток, кога ќе почнеме да разменуваме материјални добра. Ние во Европската заедница, нашите материјални добра се исцрпени, уништени и нашиот народ работи со малку, за малку пари. А тоа и размената околу земјоделските производи, ако ги земје и она другото. Квотите за времето на Југославија не се извршува и нема што не ги наследиве. Исто како од Југославија, ние исто наследивме во нeke нации Македонија, македонец и македонски јазик. Да не должам премногу, јас ве поздравам уште еднаш и се уште во мене тлее и она не знам дали ме тера нешто така да верувам толку силно дека еден ден ќе се исправи, или е тоа интуиција, или не сум можел да се помирам со тоа што сега е вака. Бидите поздравени, здрави и живи, среќни и весели до наредната средба и да ве поздравам уште еднаш и мирно спиите, уживајте и борите се. Ке на југо. Благодарам на убавите зборови, баш така треба да биде расположението и да се бориме и да уживаме во животот. Да, повели Ристо. Добро вечер, пред се. Добро вечер. Тие што ме следат и за добро, еве, трешниот ден го образложи Елизабета, Ана, Спасија и така да тука не би додал ни многу, да не го намалам од значењето што го кажавте ви. Значи, утрешниот ден е, како Гоце е символ на македонците. Тој, убаво каже Елизабета, тој е наследник на Александар, една
континуитет од 2300 години. И тука ние тоа значење не смеме да го намалиме. Сега, што треба ние утрешниот ден? Значи, утрешниот ден треба да не обедини, да забораваме на сите наши фрустрации, лични амбиции, не знам што, и агендата на групации, на партии, на субјекти треба да оди малку понастрана. Значи, не е утрешниот ден или ситуацијата моментално во Македонија таква да ние се делиме. Че мора малку да се собереме, да се обединиме, да забораваме на нашите лични проблеми, зашто ако ги фатиме тие проблеми, се провлекувате. Ајде да фатиме 32 години. Ја би спомнал сега, ние пред 2 недели имавме едно, мислам, доста добра дебата со Омо Пирин. Ја би ги прашал нашите политичари, од сите, не ги спорам сега кој е покрив, кој е поправ. За мене се сите грешки направија. Значи, од 90-та година. По разни причини. Да не ги образувам, долга приказната ќе биде, да не одолжам. Значи, тие, кажа убаво нашите браќи од Омо Илинден Пирин, немаме, вика, помош никаква од македонската држава, од власта. Они рекоа 32 години, значи јас го чувме сите од нив. Не пренесувам некои зборови што сум ги прочитал ова. И тоа е голема вистина, веројатно, зашто како они со оваа борба во Бугарија, како лојални држави, они се држи на Бугарија, македонски народ, кој што беше признат 49-5-6 година со Ѓорги Димитров и се одземаат сите права. И како они ќе се борат понатаму, не само македонците во Бугарија, како ќе се борат македонците во Грција, во Албанија, во цел свет, негде се признаат. Во хрватскиот устав, знам се, македонците се признаат. И сега како ние тука самите, викаме не сме Република Македонија, со некои коси црти таму, што ги спомна во пасоши, во документи, и како ќе се бориме и како помош ќе бидеме за македонците конкретно во Бугарија, кога тука самите се негираме. Значи јас би прашал само, значи да не дојде, партиите наши што се, македонски, другите се спомнати, албански има, бочњачки, не знам што, се ја терат они нивната агенда, не навлегум у тие дискусии, зашто долги ќе бидат, они имат матични држави. Имат подршка. А ние со менување на уставот, во кој, на жалост, учествуваат двете групации македонски, што е страшно, и тоа е најстрашната работа, тие се, како да кажам, со нивната делување, ја изгубивме ние од да се бориме, како македонци, во собствената држава, а каква помош ќе направиме на нашите браќа од Омо Илинден Пирин? Па никаква. Ние нема основа. Затоа апелирам. Еве, уште малку. Значи, председателот на Бугарија Радев, кој има потекло од Ресен преку дедо му, кој го како до 903 беше тој македонски публицист, и 913 потпиша во Бугуреш во име на Бугарија дека Македонија не постои. Значи, што е тоа? И тој си истиот сега, пред некој ден, изјави дека Омо Илинден Пирин, македонците, што се
се на своја територија, во своја држава таму, што беше признати, беа 45-та, мислам, 6-та година, до инфериорото, сега не постојат и беа сепаратисти прогласени. И како сега тие македонци, на која основа, од каде ќе црпат енергија, кога самите рекоа 16 пресуди по меѓународни таму судови, Страсбург, кај беше, како они ќе црпат енергија, а ние тука, македонците, што сме тука, како мнозински народ, еден политичар, нас не сакам да спомнам денеска да ја ширам работата, пред некој ден водач на една партија од едната групација, македонска заедница не нарече. Замислете, македонска заедница, па како јас сум македонска заедница, јас сум тука мнозински народ. Македонизма што го спомна Елизавета, тоа е еден концепт цивилизацијски, значи, и тој концепт се конфронтира со концептот на западниот капитализам, феодализам и робовлачниство. Тој концепт нивни е уште од римско време, како беше, скарај по владеј, значи агресивен, предаторски модел на владење, што до ден денска владее. И они не може да не прифатат. Никако не може да не прифатат. Тоа мене ми е јасно, јас не сум ни аналитичар, не знам шо, ама си проучав од 80 години многу работи. Нивниот концепт западен е да уништува, да владее, да грабе. Англискиот, британскиот сега што е концепт е негде од 11 век, кралот Џорџ, како се викаше, она поморското право, што и денеска владее. На жалост, тоа е граби, дојде на тоа е граби. Англија од 15 век со тој западен дел, Шпанија, Португалија, Холандија, кои беа тука, Франција, сите тие што постоje земји до Демек, Колумбо ги ослободил индијанците таму ги уништија, тој концепт си владее, значи крадење, уништување. И таа демократија за мене не е демократија. И тој концепт убаво го образложили сите тројца говорници на некој начин, не може да суштествува со македонскиот концепт. Македонскиот концепт е цивилизацијски, многу подлабок за сите луѓе. Ние не негираме никого, а сите не негират, на жалост. Значи, тук, јас да не ја должам, значи, образложиште се, кажате, утрешниот ден треба да не поврзе, да заборајме све лично што е. Нема ништо да ни помогне ако јас кажам некој ми изгрешил или некој го сум изгрешил. Нема да помогне. Значи, апелирам до македонските пари. Треба да се свестат дека треба на друг начин да се размислува веќе. Не е времето да размислуваме личните односи. Ќе се доаат личните односи. Значи, таа поделба е фингирана еве од 90-та година практично со уставот Македонија, и без македонскиот народ ние си кажаме 11-9 1991 прогласиме независност на Македонија. Тоа се изнегира своја понаташна. Се изнегира уставот со системските грешки што намерно ги направи тие што го правеа, Фрачковски, Поповски и кој беше таму. Ти намерно го убација тоа системски грешки што како црвот го јаде македонецот. Не е случајно. Ние кажаме убаво што сакаме. Спомна Аспасија.
НАТО пакт. Што нас ни нуди еве оваа власт, а во која учествува на жалост и опозицијата сегашна? Во сите тие работи. Што ни нуди? Ни нуди НАТО пакт да се конфронтираме во Украина, демек. Против кого бе луѓе? Дали сме свесни ние против кого ќе одиме? Па сега јас се рекол македонец, ако не се сложам со многу работи, ако источен блок и западен може, ама ќе знам кај ќе избера. Треба ли да размислам за тоа? Па додам во Украина. Да не нафлегувам многу. Украина нема ништо да биде луѓе. Све си е договорено, големи деки си ја вртат, играта си тера, а спасот лично. Што сите сме умешани тука. Македонецот е фингиран да се уништи. Тоа е целта на западниот систем. Не сака да ни помогне. Се гледа тоа. Со Бадинтер, со не знам таму други фингираи, што се случува. Македонецот сега треба да се обедини прво, да направи концепт кој ќе не одбрани, а символот е Гоце. Гоце како символ е и идентитет и све, историја и све. Концепт е што спомна Елизабета од 2300 години. Не е случајно Гоце дошол. Не е случајно, сигурно. Му текнал на Гоце ќе се бори за тоа си терало многу одамна. Значи, обединување. И нека понудат овие партии. Јас, еве, сите, викам, ќе ги прифатам. Шарени, бели, не знам шо. Дека понудат концепт во кој ќе има мир во Македонија. За нас и за сите тука што се лојални на македонската држава. Не концепт на конфронтација. Дојдете со мене. Јас кој ќе кажам дојдете со мене автоматски, другата половина вика не сакаме со тебе, кој си ти? Не разбирате. Кој сум јас? Значи одма двоен тука. Дајте некој нов начин, концепт. А тој концепт не може да го најдеме додека сме зависни како партии, како овие глобалните партии, ја ги зборам. Околу нив се собрани многу, на жалост, том партии, ја ги викам, собрани многу и тука се руши единството кај македонскиот народ. Значи нов концепт, нов начин на размислување мора да се најде. А спасот ќе биде, се извинувам, спасот ќе биде што ова тешка ситуација со короната. Тука мора цел свет да се обединиме. И јас сега би кажал на крај, значи да се свестиме дека во спасот е во нас, ако малку се размислиме, ако отвориме малку друг поглед, да гледаме со други диоптри. Јас во времето на Илинден беше слобода или смрт. Ја вака викам, да заборавиме на смртта. Слобода и живот. Тоа да ни биде првата на македонците. Инаку нема друго решение. Слобода и живот. Само тоа може да не обедини. За живот ќе се бориме, зашто да умираме, за кого да умираме? За некој да дојде друг утре на власт? Не знам. Има многу да се разговара, али треба малку да размислиме на друг начин. Не ни помага друго ништо, оваа тешка ситуација. Благодарам што, еве, ме сослушавте. Па да се надеваме на убаво од утре. Тоа е. Благодарам, Ристо, благодарам на сите излагања што ги имавме вечерва. Тука некаде да завршиме со тоа што ете во присрет на утришниот ден, кој што е значаен јубилеј за македонскиот народ, 150 години од раѓањето на македонскиот великан револуционер Гоце Делчев, кој се борел за самостојна и слободна независна Македонија, да му дадеме достојна почит и кој е во можност да биде на неговото вечно почивалиште во црквата Свети Спас, каде е неговиот гроб.
и на тој начин да продолжиме таа вековна македонска борба со достоинство, со чест, со вистината, со правдата, праведноста и слободолюбието, кое што го изразија, и ја користам оваа прилика да ги поздравам нашите браќа македонци од Пиринска Македонија, од Омо и Линден Пирин, и двајцата подпредседатели кои што беа тука, и сите други членови активисти, и не само тие, туку сите македонци во нашиот македонски дел, нели, сега што припаѓа кон Бугарија, да ги поздравам сите македонци во соседна Грција, во Албанија, во Србија, значи сите кои што ги што не обединува точно македонскиот народ, од кој што сме сите дел, со нашите традиции, со нашите вредности. Со изјавата би завршила ете кратко еден дел од таа изјава кој што ја дадоа представниците на Омо и Линден Пирин како одговор на една непристојна изјава на председателот, бугарскиот председател Радев, дека тие биле сепаратисти. Меѓутоа тие отворено, јасно, јавно пред целата светска бугарска јавност, и се разбира и ние тоа го видовме и пред нашата јавност, значи искажа нешто што е вистина, и само на тој начин ќе треба и ќе можеме да продолжиме и овој концепт, нели, што и го исто така и го најавивме и на самиот втор конгрес на македонскиот народ и во сообщението за јавноста. Ние всушност го развиваме и на тој начин продолжуваме да се бориме за нашите слободи и права. Би го прочитала само тој мал дел од нивната изјава, бидејќи навистина е достоинствен, навистина е храброст да се каже од луѓе кои што се репресирани во собствената средина во државата Бугарија. Значи Бугарија ја ратификуваше рамковната конвенција за заштита на националните малцинства и дека Република Бугарија во минатото официјално го призна македонското малцинство, кое од тогаш беше подложено на брутален прогон во комунизмот. А за информација на Радев, бидејќи тој одбива не само да не прими, туку дури и да одговори на нашите барања за средба, се бориме за демократизација и европеизација на Бугарија, за човекови права, за запирање на негирањето на македонското малцинство, запирање на систематската дискриминација, стигматизација, говор на омраза и маргинализација применети против него. Сакаме да им овозможиме на бугарските граѓани со македонска самосвест рамноправно и целосно да учествуваат во јавниот и политичкиот живот во земјата, нешто што во моментов систематски им се ускратува. Срамота е Бугарија да ја водат политичари со сличен начин на размислување. Значи, ова е навистина една порака што ете од нашите браќа македонци од соседна Бугарија треба да ни биде една нишка водилка во денешните современи премрежија низ кои што заедно минуваме и треба заедно да излеземе и се до нашето успешно ослободување. Денешново емитување ќе го завршиме со еден краток прилог, дел од соопштението за јавноста што одеше за вториот македонски конгрес, каде што е опфатен делот кој се однесува на ништовноста на склучените антимакедонски договори со Бугарија и со Грција. И за сите видови ништовни договори, акти и действа кои што ги превземале овие нелегитимни власти и ги превземаат и тековно. Ви посакувам пријатна вечер и
сутришниот ден, ете да бидеме побогати за уште едно достоинствено чествување на македонци борци за слобода, на македонскиот народ и на Македонија. Ви поздравувам и пријатна вечер. Нашата почитувана родолюбка Наде Андова ќе го прочита текстот, обраќање, соопштение до јавноста. Повели, Наде. Почитувани македонци, ослободувач и спасител на Македонија е само и само македонскиот народ. Освестениот македонски народ, секој поединец посебно, а потоа и силно обединет во светата цел, за ослободување и спас на Македонија и македонците од оваа нелегална антимакедонска власт, под заштита, благослов и лична заложба на нашиот македонски духовен татко и татко на нацијата, господин Агат Ангел, а преку ревностна заложба на своите честни народни делегати, во аргументирано докажување на вистината за неправдите кон македонскиот народ и држава, со поднесување барања, тужби, петиции пред сите релевантни меѓународни институции и авторитети, е тој суверенот на оваа земја и се што е поврзано со неа. Својата праведна борба македонскиот народ ја води со вклучување и учество на сите демократски сили и субјекти во тој процес. Легитимен демократски, ненасилен, миролюбив начин, методи и инструменти. Во овие рамки и врз основа на овие заложби се организира вториот конгрес на македонскиот народ, на кој треба да се донесат важни одлуки за понатамошно дејствување на народните делегати, за ослободување на македонците и Македонија, како и да се постави легитимно барање за преки на спроведување на сите геноцидни политики во однос на македонскиот народ, со прогласување од страна на Конгресот на македонскиот народ за ништовни на сите одлуки, меѓународни договори и ратификации на документи на оваа нелегална власт, преку дејствување на нелегалното собрание и влада на така наречената Северна. Посебно што се однесува до ништовноста на билатералните договори склучени од оваа нелегална влада на Северна, а имајќи предвид дека е погрешно, несоодветно да се бара поништување надвор од предвидениот начин со Виенската конвенција за договорно право 1969 година, или раскинување на нешто што де јуре и де факто е ништовно. Според истата конвенција, на што укажуваат и упатуваат експерти по уставно право, меѓу кои е и професорката Тања Каракамишева-Јовановска. Имено, според член 53 од Виенската конвенција за договорно право, ништовни се сите договори што се во спротивно со императивните норми на општото меѓународно право. Јус когенс, ништовен е секој договор кој во моментот на неговото склучување во спротивно со овие норми. И дека во тој случај членките се должни да ги отклонат последиците на секој акт, извршен врз основа на секоја одредба, која е во судир со императивна норма на меѓународно право и своите меѓусобни односи да ги ускладат со таа норма. Член 71 од Виенската конвенција. Исто така, имајќи предвид дека е ништовен секој договор кој е склучен со принуда над државата, со употреба на сила или со закана за употреба на сила, со кршење на принципите на меѓународното право, кои се содржани во повелбите на Обединетите нации, член 52 од Виенската конвенција. Дека договорот, чија ништовност е утврдена врз основа на оваа конвенција, е неважечки. Одредбите на неважечки договор немаат правно дејство.
член 69 од Виенската конвенција. Тоа е процесот кој македонскиот народ ќе го започне преку народните делегати на вториот конгрес на македонскиот народ.